Цивил медија. 26 септември 2019. Вест на денот. Бундестагот ќе даде зелено светло и ќе постави услови за Северна Македонија. Бундестагот веднаш по започнувањето на преговорите за членство во Европската Унија од Северна Македонија ќе бара да продолжи да вложува значителни дополнителни напори за исполнување на критериумите за пристапување, како што се владење на правото, вклучително основните права и ефикасноста на специјалното обвинителство и под нова организацијска поставеност во борбата против корупцијата и организираниот криминал, вклучително и создавање на солиден резултат како и за перење на пари и финансиски криминал, како и за јакнување на институциите и промовирање на човековите права. Заев, ја имаме мнозинската поддршка од граѓаните на ЕУ, не постои земја која има проблем кон Северна Македонија. Премиерот Зоран Заев е задоволен од изразената поддршка за остварување на евроинтегративните и евроатлантските процеси при одржаните средби со повеќе европски и светски лидери за време на неговиот престој во Њујорк по повод учество на Генералното собрание на Обединетите нации. Премиерот Заев нагласува дека посебно е важно дека нашата земја ја има мнозинската поддршка од граѓаните и од земјите членки на Европската Унија и дека не постои земја членка на Европската Унија која што има некој проблем кон Република Северна Македонија. На прашањето дали за него постои план Б освен членството во НАТО и отпочнувањето преговори со Европската Унија за земјата, премиерот Заев категорично рече дека нема потреба од план Б. Кукан, ќе добиете датум, но не славете, ве чека напорна работа. Европратеникот Едвард Кукан е убеден дека за само 3 недели Советот на Европската Унија ќе усвои одлуката за добивање на датум за преговори. Но тој порача да не се слави со добивањето на датум за преговори бидејќи работата не е завршена, туку со таа одлука почнува еден тежок и макотрпен процес. Туск е сериозен политичар. Ако кажал дека вашата земја направила се за да добие датум за преговори, тој ќе се држи до тоа. Не е се спроведено и направено, но вие сте предолго во чекалната на ЕУ. 3 недели не е долг период. Имате важни работи како законот за ЈО и случајот Рекет. Ако ова навреме и добро го решите, ќе бидете добредојдени кај луѓето во Брисел, кои одлучуваат за вашата иднина. Не треба да славите, бидејќи со добивање на датумот работата не е завршена. Процесот потоа е тежок и макотрпен, но членството ќе донесе многу придобивки за граѓаните на оваа држава. Со среќа, изјави меѓу другото Кукан во неговиот говор пред третата секција на Националната конвенција за Европска Унија во Република Северна Македонија, кој се одржува денеска во собрание. Пендаровски, Рекет круцијален тест. Не смеат да се толерираат никакви странични влијанија. Аферата Рекет е круцијален тест за системот на правната држава и треба да се реши темелно до крај, не заради Европа, туку пред се заради нас самите. Не смееме да ги толерираме евентуалните странични влијанија, без разлика од која страна доаѓаат. Ова е порака што денеска ја испрати председател Стево Пендаровски на третата пленарна сесија на Националната конвенција за Европска Унија во Република Северна Македонија, што се одржува во собранието. Како разочарувачка, тој ја спомена состојбата што од осамостојувањето на земјава до денес има многу малку пресуди за случаи за висока корупција и изречени соодветни санкции, а сите знаеме дека такви злоупотреби има многу. Флеш вести, Јовески, Рекет се одвива без странични влијанија и со релевантни докази. Постапката за расветлување на аферата наречена Рекет оти се опфатно без странични влијанија со обезбедување релевантни докази против инволвираните во кривично-правните дејствија, изјави денеска јавниот обвинител Љубомир Јовески на панелот како против корупцијата во рамки на третата пленарна сесија на Националната конвенција за Европска Унија во Република Северна Македонија. Заев Рикер, датумот за старт на преговорите со Европската Унија е од интерес и на САД. Северна Македонија во овој период е целосно фокусирана на обезбедувањето датум за старт на преговорите со Европската Унија во октомври, како и за напредок во ратификацијата на протоколот за пристапување во НАТО. Двете стратешки цели за државата за чие остварување САД дадо огромен придонес, истакна премиерот Зоран Заев на средбата со високите представници на Стејт департментот, помошникот на државниот секретар Филип Рикер и специјалниот представник за Западен Балкан Метју Палмер, одржана на маргините на 74-тото Генерално собрание на ООН во Њујорк. Јанева на увид во доказите за Рекет. Поранешната специјална обвинителка Катица Јанева
која е третоосомничена во случајот рекет, попладнало со полициско возило и придружба од КПУ затвор Скопје, каде што издржува мерка притвор, беше донесена во јавното обвинителство за организиран криминал и корупција. Јанева во обвинителството ќе го искористи правото да изврши увид во доказите за случајот рекет. Цивилни активности. Цивил утре со семинар во Штип. Новата серија регионални семинари во рамките на проектот Граѓански објектив кој го организира Цивил започнува овој викенд во Штип. Првиот од вкупно 8 семинари ќе се одржи на 28 септември во хотел Оаза од 10 до 18 часот. Рокот за пријавување на учество на семинарот завршува денеска во 17 часот. Иако веќе одамна е надминат бројот на учесници, ова е последната шанса да аплицирате. Апликациите ќе бидат разгледани од посебна комисија составена од тимот на Цивил. За повеќе прочитајте на civilmedia.mk. Цивил медија